Автомобилите, фабриките и неправилното согорување на дрвата во домаќинствата се главни причинители за загаденоста на животната средина. Сите сме свесни за овој факт, но дали навистина знаеме што дишаме? Мој воздух е апликација која цели да ги информира граѓаните за загаденоста на воздухот во нивната околина, и тоа од 6 различни типови на загадувачи. Покрај објаснувањето што се тие, кој ги предизвикува и кога последен пат бил чист воздухот, мој воздух прикажува и чекори кои што може да се преземат со цел за да се намали загаденоста на она што секојдневно го дишаме. Иако започна како личен проект, после само 2 месеци од неговото објавување, мој воздух имаше над 10.000 корисници. Тој ја подигна општествената свест, посебно во најзагадените рони, како Скопје и Тетово. Нашите планови за понатамошен развој на мој воздух се големи. Со помош на грантови од организации како UNDP, планираме да дадеме нови функционалности во апликацијата и да набавиме рачни сензори со чија што помош ќе може да се мери загаденоста на воздухот онаму каде што стоиме. Поддржете го мој воздух, бидејќи јас знам што дишам. А ти? Од најавното видео, почитувани гледачи, ви посакувам добар ден во ова последно издание за 2015 година. Да, сега ми текна дека впрочем денеска е последното издание на оваа емисија за 2015 година и последно кое што во живо го следите се до 11 јануари. Со оглед на тоа дека имаме направено некои снимени емисии за време на празниците кои ќе се обидат да ви го одвлечат вниманието, веќе ви кажав и претходно, утре и други ден, практично четврток и петок во истиот овој термин, ќе го гледате гостувањето на Дедо Мраз во 24 вести телевизија, или што би се рекло сам себе си сум си гостувал. Потоа од понеделник и вторник, тоа е 4 и 5 јануари, ќе гледате во два дела 19-тата поред ораторска вечер на Правниот факултет Иво Пухан, практично сите говори кои што тие учесници 10 вечерта ги одржаа, ќе имате можност да ги проследите, меѓу кои и победничкиот се разбира, на девојката која што беше гостинка кај нас дента кога се одржуваше ораторската вечер. Потоа на 6 јануари ќе го гледате интервјуто со Гораст Поповски, кој што е директор на галерија МС во Њујорк, Соединетите Американски држави, и на 7 декември ќе го гледате интервјуто направено со Дуке Бојаджиев исто така во Њујорк на кровот од галеријата МС, впрочем, каде што има многу убав поглед, ќе уживате најмногу во тој дел, настрана од музиката што ви ја подготвивме преку Дуке. Во денешното издание, веројатно од најавното видео, свативте дека ќе разговараме за нешто што е поврзано со мој воздух. Значи, тоа е една апликација која што направи фантастична една револуција во граѓанството во Република Македонија. Апликација која што секој си ја има на својот мобилен и ја користи деновиве со оглед на тоа дека да, веќе имате можности да гледате, тоа е интернет веб верзијата на апликацијата и која што нејзиниот создавач успеавме да го начекаме во Македонија, со оглед на тоа дека не живее во Македонија, а тоа е Горијан Јовановски, софтверски инженер, односно создавач на мој воздух. Горијан, добар ден. Јас се расприкажав многу, но за тебе видеј сам и на протестот некни дека можам да зборувам веројатно до недоглед. Над 30.000 даунлодирања, револуција, насловни страници на весници, гостувања по медиуми. Добар ден, прво да те прашам како си. Здраво, Огне, фала ти многу за супер зборовите, значи јас сум супер и многу ми е мило да што имам шанса со тебе да зборам. Па тоа се разбира. Јас кога видов Горијан дека е тука во Скопје, реков мора да се договориме за интервју. Вака сега, Горијан, зошто ме интересира воопшто се имаш одлучено да правиш апликација која што се базира на статистиките за тоа колкава ни е загаденоста во Република Македонија, особено во градовите каде што има мерни станици. Значи, во 2011 година беа поставени сензорите. И знам дека тогаш имаше нешто околу тоа. Се постави, мислам, на плоштад некој си дисплеј кој што покажуваше загаденост и се збореше дека е загадено и се бунтуваа луѓе. Ама застана на тоа. Добро, се тргна сензорот после. Се тргна сензорот, да се реши проблемот. Точно, да, така се реши тој проблем за жал. И мислам дека пред точно година дена овој период видов дека протестите се достапни на сајтот на Министерството за животна средина и решив, викам, зошто да не, да може да се пристапуваат и од мобилен. Да, бидејќи никој нема да седне. Никој не седне да го отвори, и многу е стар сајтот. Сајтот е за нигде и не е информативен. И решив, викам, зошто ако не да се превзема, да се покажат на мобилен, на мобилна апликација и може ќе биде нешто интересно за мене и за пријателите. Воопшто не беше наменето за 30.000 корисници.
Машала, морам да признам, во видеото, гледачите кои што го погледнаа на почетокот, тоа е снимено некаде во мај месечини 2015-тата, за наградата за социјално предприемништво која што ја добивте, впрочем, како апликација, или? Добивме награда од публика, да. Од публика. А во видеото кажувате дека тогаш има 10.000 корисници. Веќе сме декември 2015-та, веќе е над 30.000, што е и разбирливо. Со оглед на доаѓањето на есента и на по студените периоди, загадувањето е многу повидливо, многу повисоко и тие фрапантни бројки кои што ги има на апликацијата малце се Знам. Да. Не можам, мислам, дури ни да ги објаснам. Гледачите, бројките кои што ќе ги гледате, впрочем, од веб верзијата на апликацијата, се направени, тие мерења се направени сега пред 15, точно ова сега што го гледате, се направени пред 15 минути, значи на веб верзијата, што значи дека моментно во центар, иако 18 дена има загаден воздух, моментно е под границата од 50, ама веројатно тоа затоа што молитвите за да дувне ветрени се остварија сигурно, па малце е почисто, но во секој случај ова е прв пат во изминатите 18 дена во Скопје, особено Карпош, Лисиче и Центар, да имаат, односно Лисиче нема, Лисиче има исто над границата и во моментот, Тетово е исто за греота веќе. Мислам дека ти не имаш ставена опција повеќе од 30 дена, туку 30 дена ти е максимумот, ми се чини. Да, значи 30 дена максимумот што покажува колку е надмината границата над 50, посебно ако тоа е црвено обоено, значи е тоа над 100 надмината во тој период. Така да тоа е критично и алармантно веќе. Ме интересира за мерните станици, сега ти тука немаш никаква врска со тоа, но Тетово, например, најголемата граница што досега има достигнато е 996. 3 пати досега го има достигнато, истото ниво. Над 996 никако не се качува тоа. Тоа треба да се распрашаме веројатно и во министерство, дали е тоа најгорната граница на самата мерна станица. Точно. Да. Не се имам распрашано, но истото баш и јас го мислам. Тоа треба дефинитивно да прашаме во министерство, бидејќи не може цело време да оди загадувањето од 996 и толку. Точно. Значи, најверојатно и сензорите дури не се наменети да функционираат загадување поголемо, затоа што некој не претпоставил дека може да се појави загадување 4 цифрено. Да, сигурно кога ги создавале си рекле, леле, ставете 1000, ама и онака нема да стигне до 1000 никогаш. Страшно. Горијан, дали се чувствуваш револуционерно, сега вака од денешен аспект, еве и неколку дена по протестот кој што се одржа во понеделникот во 17 часот пред владата, дали се чувствуваш револуционерно поради само една апликација, дали некогаш кога си се одлучил за професијата, си размислил дека ќе направиш апликација која што ќе придонесе во најмала рака колку толку за револуција? Револуционерно може не, но гордо на својот народ. Јас сум горд на сите таму што се појави и сите што го искачуваат својот револт, зашто проблемот не е нов. Проблемот е стар, проблемот е тука и стварно мисламе е греота да се игнорира и понатаму, значи како што е досега игнориран. И мило ми е што луѓе конечно рекоа крај на ова, треба нешто да се превземе, али стварно како што ти реков на почеток воопшто не беше планирана апликацијата да иде повеќе од мал тесен круг на пријатели кои што од почетокот ја користеа само. Така да навистина сум задоволен и од луѓето и од одзивот и од страна на медиумите кои што го покрија исто тоа. Така да мислам направија голема работа и за нашата држава, зборам за подигнување на свеста, ако не друго. Практично кога ја создаваше мој воздух, си ја создаде за себе, рече по прегледни да си ги имам јас податоциве да можам да следам, па кој сака од другариве може и вие. Така беше идејата. Идејата беше така, значи јас се учев како да програмирам на Android на почетокот и реков што да правам, ова е интересна идеја, дај да пробам нешто направам кругче некаде да ставам. Така да стварно кога направи бум, кога почна да се користат луѓето, јас бев прво не очекував ништо такво. Имав многу проблеми од почетокот зашто не беше апликацијата наменета да работи на тон телефони, па требаше се менува, се прилагодува. Тоа сега кога ќе те прашувам бидејќи не се разбирам толку многу во тој дел. Значи на почеток кога ќе ја создадеш апликацијата, ти ја создаваш, но потоа не ја оставаш така, мораш да ја надградуваш цело време, така? Секако, да. Посебно колку повеќе корисници пристапуваат до податоците, толку пооптеретена е апликацијата. Што 30.000 корисници сега, посебно кога почна да се стават и по други веб страни,
направија бум и од моја страна имаше пад на серверот, зашто не можеше да издржи толку многу корисници. Добро, значи ти апликацијата ја држиш на некаков сервер. Добро, јас не разбирам овие работи. Нема врска што сум од младите генерации, ма добро сега тоа ви е струка вам. Тоа е исто како ја да ти објаснувам тебе за изработка на серографии. Благо. Добро, понатаму практично ти го одржуваш серверот, се надградува апликацијата. Така. За да може повеќе корисници. Тоа би значило дека доколку стигне да речеме до корисници од 50.000, 60.000 во иднина, дека ќе мораш повторно да ја надградуваш за да се одржува или? Не, значи сега е стабилна, ставена на сервери кои што се хостирани меѓу другото и Google и Facebook и тие, така да тие сервери сами знаат да се справуваат со што поголем број на корисници. Тоа е окей. Али од страна на трошоци, јас тука ги плаќам трошоци за серверот. Што повеќе корисници, толку повеќе ми стига сметка мене на крај на месецот, која што сега се покрива од страна само на донации. Што е супер, значи луѓе има активно донираат. Ама успеваш значи да покриеш од донациите што ги имаш во апликацијата практично. Дел од трошоците се покриваат од донациите и навистина сум благодарен на сите оние кои што има донирано. Одлично. Добро, ми се допаѓа што ете има и луѓе конкретно за делот за донациите. Знам дека едно време не ти работеше копчето за донации со оглед на тоа дека PayPal во Македонија немаше, а ти тоа не си го променил откако дојде PayPal, бидејќи не си гледал потреба за тоа. Не баш, зашто PayPal во Македонија дојде, но пари не можеш да примиш на PayPal. Можеш само да платиш преку него. Да, не знаев тоа. Да, значи ние сме Ама можеш ти во странство доколку си, затоа тебе ти е впрочем и на странски јазик PayPal-от. Така, да, тоа може нешто на холандски се пребацува и треба да го форсирам на англиски, али добро, да. Јас си го префрлив на англиски, на холандски. Зашто сега сум во Холандија и од тамошната сметка на PayPal која што впрочем со холандска банка поврзана дозволува такви донации да се примаат. Значи кај нас може само да плаќаме. Добро. Не е убаво тоа. Ајде уште малце ке... Нешто од нешто е, сепак е нешто. Нешто од нешто. Ке се вратиме во студиото веднаш по рекламите Горијан, кога ќе се посветиме баш на тоа создавање апликации, мене ме интересира повеќе и можностите што ги имаме, односно во заграда предимаме, немаме во Македонија. Сега го. Празнична волшебна ноќ, онаму каде што магијата постои, онаму каде што желбите се остваруваат, а миговите се исполнети со радост, среќа и топлина. Почувствувај ја магијата во светот на вкусовите и сподели незаборавни мигови со своите најблиски. Среќни празници, Витаминка. Според мислењето на студентите, Телекабел е нивниот омилен бренд од областа на телекомуникациите. Телекабел, сту бренд за 2015 година. Секоја мешавина чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Ново од палетата на Good Nature. Медицински чаеви премиум. Од Алкалоид, Скопје. Во овој дел од сезоната многу луѓе ги мачи кашлица. Јас сум доктор Тајс и при кашлица препорачувам Мукоплант. Мукоплант има тројно дејство. Го намалува дрзнењето, го втечнува густиот секрет и ги ослободува дишните патишта. Со Мукоплант замолчете ја кашлицата навреме. Традиционален хербален лек за деца и возрасни. Во денешното издание на 24 за животот зборуваме за апликацијата која што многумина денес веќе кога ќе седите во кафуле, дома, ресторан, ваму таму, освен Facebook, освен Twitter, освен Instagram и други работи кои што ги отвараат, веќе во регуларните апликации на проверка име и апликацијата Мој воздух, со оглед на тоа дека на тој начин луѓето станаа свесни што дишат, односно ние сме имале можност да гледаме што дишеме преку порталот на изоставајќи го сензорот кој што стоеше на плоштад кој го реши проблемот со загадувањето со тоа што беше тргнат од плоштад, преку Министерството и интернет страницата на Министерството, но таму верувајте ми јас кога и да отворам, јас сум збунет. Значи јас не знам која боја за каде, која точка за каде, па тоа некои испрекинати линии, па некои табели, па некои инфографици, ништо не ми е јасно.
благодарение на мој воздух, многу работи станаа појасни, а очигледно не само мене, туку и на многумина. Апликацијата Горија ја направи достапна и на англиски јазик, практично и за странците кои што живеат тука. Меѓутоа и на албански јазик и на оние јазици секој кој што сака да се понуди да се апгрейдува, слободно нека се понуди. Кажи ми, делот во последната надградба практично, делот со известувањето кон властите. Значи, тоа ти беше многу паметна работа, морам да признам. Иако јас себе до ден денеска, откако ја направи надградбата пред 10 дена ми се чини, редовно си пуштам извештаи до властите, особено до градоначалникот на град Скопје, дел од советниците, од која и да е општина. Ти пушташ? Пуштам. И имаш добиено повратен одговор? Слабо. Значи, слабо или не? Не. Не, да речем... Не, оти јас немам, затоа реков, чекај сега. Не сум привилегиран јас да добијам. Не, затоа реков, чекај сега, што е работава. Не, значи да, интересно беше таа опција, баш започна од шала, да се праќаат мејлови автоматски, но реков зошто автоматски, кога може секој кој што сака да прати веќе спремен мејл со сите податоци кон луѓето кои што се одговорни за тоа. Значи, ако кон градоначалниците на градовите, на општините, ако во самата општина има сектор за животна средина и кон нив се испраќа истиот мејл, така да се надевав дека барем колку толку, ако неки им досаѓаме, да дојде до степен да ај веќе ми е досадно што ми го полнат инбоксот луѓево, дај да направиме нешто. Ја мислам дека тука има една друга работа, тоа што воопшто не го отвараат инбоксот тој службен, но во делот на известувањето на надлежните, мои совети тука мене што ми недостасува да речеме, е тоа што не може да се направи, или барем јас немам успеано да направам известување, освен за PM10. Да. За сите останати нема таква опција, конкретно да речеме за јаглерод моноксид за CO, иако е многу често покачено, нема таква опција. Тоа планираш да го промениш? Сега го, да. Зошто? Јавно да прашам. Готово, јавно одговорност давам сега дека ќе се смени и тоа. Не, значи треба да се прилагоди малце апликацијата, бидејќи секој од тие загадувачи се мери и тоа се споредува на посебен начин. Значи, посебно е. Да, за секој е посебно и затоа тоа треба да се допримени. Сега добив легислативата од страна на Европска унија која што се користи и точно е објаснато внатре секој загадувач на кој начин се мери, тоест на кој начин се споредува со која дневна вредност, средна, максимална, 8 часовна и така натаму. И врз база на сето тоа за PM10 беше одмав вградено, бидејќи тоа е ударната супстанца која што сега најмногу не загадува. Понатаму, значи во скор период треба да се направи за PM2,5. Тоа се ќе те прашував за PM2,5 со оглед на тоа дека во светски рамки нив ги мерат многу повеќе отколку на PM10. Така што ќе ги внесе. Видов дека на веб верзијата ги имаш PM2,5. Така, значи во мобилната верзија во ствари оптимизирано на веб верзијата треба да се досреди кои сензори поддржуваат 2,5. Значи не се сите сензорни, тоа мерни станици поставени. Лисиче нема на пример, Карпош и Центар има. Да, значи не се сите исти, тоест немаат сите исти компоненти, тоа што може да мерат. Така да за жал зашто тоа е исто така уште поштетна супстанца од PM10, тие што уште помали прават поголеми проблеми. Да. Ама штета е што не се сите мерни станици опремени со такви сензори за да известуваат, а кога се најчесто и не враќаат податоци. Значи, сакаш да ми кажеш дека веќе на мобилната апликација имаш за PM2,5 или? За PM2,5 како мерка е тамо, ама за известување на надлежните се уште не е направено, што треба да се направи прилично скоро. Чекај сега, јас тоа не сум проверил, еве ги да. Тука се. Да, ама добро, јас дека во пределот на мерната станица на Лисиче живеам и затоа мене таму не ми давала опција да проверам. Да, во суштина PM2,5 се оние кои што нивната граница е уствари 25 микрограми, многу пониска е. Но таа се мери на годишно ниво. Како што за PM10 се споредува со дневната вредност. Добро. PM2,5 се мери на годишна вредност. Значи во текот на годината просекот не сме да надмине 25. Во текот на годината? Во текот на годината. Значи просекот во текот на годината. Што се уште пробам да сватам дали е добро или лошо. Не, ама чекај сега малку. Тоа е веќе комплицирано. Да, значи, на дневна основа е многу лесно да воспоставите просек од 25 на годишно ниво, а моментно во Центар е 31.
И пишува дека 30 дена наназад е 31, што значи дека просекот е надминат. Така. Таков просек е надминат, да, но тешко е стварно со податоците кои што јас ги собирам година дена веќе податоци. Така да имам некоја си база на податоци која што е настрана од сајтот на министерството, така да се чува на за да може понатаму други анализи да се прават. Така да се ќе треба да се направат и такви пресметки да се види навистина и на годишно ниво колку е надминато тоа и дали е надминато. Чи јаглерот монооксид како што посочи станува проблем. Не сум проверил што се случува со озонот за време на летото. За летото не знам, ама останатите периоди нема проблем со озонот. Така. Иначе за летниот период не знам. Ја вака како стручен консултант на апликацијава. Ако Инаку 250 била Сабајлево во центар на PM2,5. Прегресно. Или јас не читам како што треба. За кој дел мислиш? За 2,5. Да, значи ова е вчера. Ова е вчерашните мерки. Значи ова се вчерашните мерки, ето са бајле тука. Гледаш, ти звучеше грешно. Така, не. Вчерашните мерки се ова и денеска значи се разведри, почна да дува малце и стварно опадна загадувањето, што конечно може да земем здив малце. Не, загадувањето опадна дефинитивно. Ова е супер, значи мислам. Ова е одлично, сега сме среќни и весели. Але еве ти за прв пат и во јавност и во твојата емисија те намам нова опција што е веќе лајв на веб, можеш да се враќаш назад во времето. Значи му даеш точен датум и час и можеш да видиш колку било загадувањето тогаш на сите мерни станици. Па тоа сакав сега да те прашам дали ќе ти биде опција во телефонскиот дел. Веб верзијата јас ја научив сега, пред емисија морам да признам, додека ме чекаше ти во ходник и кога ги вадевме овие инсерти впрочем за гледачите. Да, ова е практично ова што го гледате моментно е веб верзијата на Android Play Store апликацијата каде што може и да ја симнете. Мој воздух со објаснувањата што, како, зошто. Многу луѓе си ја имаат поставено, дури им стои горе на, како и да го нарекувате вие стручно, ние ролетна го викаме. Им стои горе цело време и им кажува, им означува кога има загадување и слично. Горијан, ти имаат ли реагирано? Кој било? Во негативна смисла во однос на апликацијата? Секако. Значи, прво главен проблем со негативни коментари што ги добивам за апликацијата е зошто нема сензор во тој град, зошто не си поставил. Малце ми е тешко да им објаснам на луѓе дека не се сензорите во моја надлежност. И дека не одиш ти во секој град и поставуваш сензор. Так. Мислам, бидејќи ако би одел во Лазарополе, сигурно не би ставил сензор. Нормално. Таму барем јасно ни е дека е чисто. Не мора ни да ни праќава информации мерната станица. Да, значи тоа е една интересна работа, но за жал и други нешта што се случуваат е со додавањето сега што беше на албанскиот јазик. Мислам, имаше негативни коментари што мене навистина не ми беа јасни. И јас не ги разбирам тие. Апликацијата се прави подостапна на што можно повеќе луѓе да се информираат, бидејќи тоа е заеднички проблем. Нема лево или десно, сите го дишеме овој воздух. Па тоа е работата што се обидуваме да се објасниме дека станува збор за воздух, дека не зборуваме за некаква си партиска провиниенција или нешто слично, туку зборуваме за воздух кој што вака излегуваш и го дишаш надвор, заедно со сите луѓе од каде и да доаѓаат. Не, мислам да не си имал некои проблеми па луѓе да ти се јавуваат пасивни апликацијата, па немој... Значи не, ако се наоѓаат проблеми технички во страна на апликацијата, да, луѓе си пријавуваат и тоа е супер. За тоа, да, во ред. Тоа е милина, значи... Да ти вршеле притисоци некакви, мислев? Не, сега за сега не, значи, мислам, отворени се податоците. Како? Нема потреба вршат притисок ако некој не му се свиѓа апликацијата, може да ги... Тие беа отворени во 2011-та, точно. Ама Горијан се најде паметен да ја направи апликацијата па да ги отвори кон сите граѓани. Уште подостапни да ги направи. Точно. Да. За тоа мислев, не за друго. Мака, кажи ми, во делот на создавањето на апликации, колку е тоа, дали колку, впрочем, ние имаме во оваа држава кој што сака да создава апликации. Бидејќи си во таа фела, си ги знаеш сигурно луѓето околу тебе и се така натаму. Идеи колку носат луѓето кај нас, што имаат идеи за апликација, не може тоа да го направи бидејќи немаат средства. И дали се потребни средства за такво нешто. Да им објаснам, сакам да им доближам повеќе на луѓево, да сватат дека тоа не е оти некој дете си седнало дома да куцка. Така, значи види, правење апликации не е некоја голема филозофија за тие кои што знаат. Значи нормално, еве струка ни е, па мене ми е полесно да направам на таква апликација. Битно е значи да имаш идејата која што луѓе ќе сакаат да ја користат. Значи јас имав неколку апликации пред ова која што ги беа пробни и не искочија нешто премногу на видело, зашто едноставно треба да погодиш идејата, ама и идејата и моментот да го погодиш. Значи
Тоа кажувам за пример, ги кажувам сега на пример Групер. Групер е идеја која што е земена од западот, не е нешто ново иновативно, ама моментот беше погоден и направија хит. Да, и останатите на пример исто направија други, купи на попуст или не знам нешто слично. Не отиде. Така. Групер остана. Така, први иницијатива се направија дечките, така да зборам во апликацијата и си треба време. Значи за една апликација да биде убава изгланцана, тоа беше целта на мој воздух. Значи не само да ги покаже поdatоците, туку да ги покаже убаво, средено, дотерано по стандарди некои кои што се поставени. Не, сакаш лично да ти е кој ќе. Нормално. Језда е за валка на работа зборуваме, ама дете, лично сакаш да биде, да. Така. Да, на фризер однесено, испричено се дотерано за нас бар. Така. Добро, еве ќе ја направиш апликацијата. Што потоа? Што потоа? Значи промоција. Битна е промоцијата и битна е каде ја промовираш, да се знаеш таргет групата на корисници. Значи за кој се цели? Мој воздух на пример беше прилично широка таргет групата, зашто сите имаме тој проблем. Али треба да знаеш каде и да пробаш по медиумите. Значи кои медиуми би пишувале за тоа да ги замолиш да објават нешто да пишат за луѓето да дознаат повеќе за твојата апликација. Заборави дека си на медиум. Дали ние медиумите воопшто имаме некаков интерес каков и да е во вашата струка и конкретно што се однесува до она што е хит на денешно време, апликации, софтвер и така натаму. Види, мислам дека има. Полека, но сигурно пробива тоа. Тоа беше на заборави дека си не. Значи си има некои медиуми кои што се апла, значи IT порталот во Македонија си нормално. Тие се Оставајќи ги настрана да речеме новите медиуми, веќе јас не ги сметам за нови, но така ги нарекуваат. Значи дигиталните медиуми зборуваме за не знам традиционалните, за весниците, за телевизијата, за радијата. Полека почнува. Ја ти викам, значи беше една табу тема на непознатост, на не знам што прават дечки, веселат у подрум гаранти кодираат од почетокот и така сигурно ве замислуваше, да. Така да од почетокот беше тешко, али сега верувам дека полека се пробива и станува јасно дека тоа е нешто што не е science fiction, не е rocket science кој што може да се направи и дека има стварно достапни работи, интересни апликации се прават, еве. Значи и во Македонија има интересни работи кои што полека се пробиваат луѓе. Мал пазар сме. Само ради тоа е малце потешко кај нас да се направи апликација кој што ќе успее. Ако не го застегнува целиот пазар, ако не ги застегнува луѓето, многу е тешко да пробиеш апликација и многу луѓе, верувам заради тоа и не ни сакаат да се обидат. Сигурно веројатно ќе ја направат се едно друго, но ќе пропадне после во промоцијата. Да. Имаат ли фирмите интерес, на пример, за создавање апликации, бидејќи во странство конкретно, на пример, се што ќе ви притекне, или маркет да е, или не знам што и да е, си прават апликација. Нема врска дали таа апликација прикажува само мени во неа, или денеска што ви е на попуст или нешто слично. Важно вие, додуша добивате и поволности, не знам, за користење купони, па не знам, сте сигнали. Дали има кај нас таков интерес? Бидејќи јас искрено, еве конкретно, според македонските апликации, многу и не гледам. Нема многу. Значи, кај нас, дори тоа што имам пример дека поголем дел фирмите и веб страна им е тешко уште да имаат. Да, во право. Камоли мобилна апликација. Далеку заминав со прашањето. Не, мислам дека полека ние нели ги следиме трендовите 10 години од како се случуваат и ни треба време да стигнеме. Ама верувам дека полека ќе стигне и тој тренд кај нас, бидејќи секој има смартфон веќе. Да. Нема, баба ми има смартфон. Да, па дури тие што не знаат баш да ги раководат освен за ало и за порака, знаат. Барем тој дел си го знаат. Точно. Така да верувам дека полека ќе тргне и тоа. Али повторно, па ќе речем, дали има потреба и колку ќе бидат заинтересирани да се тргнат од тоа старомодните начини размислување компаниите да сватат дека сме во ново време. Ти ми зборуваш мене за интернет страници, а јас од друга страна ти зборувам според истражувања кои што се направени дека да, супер го прочитав јас тоа на интернет, таму на некој портал, ама ако не го видам на телевизија како да не е така. Значи се уште луѓето се држат до таа приказна, веројатно 70 и нешто е процентот на луѓе кои што се уште информациите главно ги црпат во Македонија од ТВ медиумите. Кажи ми, Холандија како е, поинаква е приказната? Холандија е многу поинаква приказната. Значи Колку време си таму? 4 месеци. Така? Значи почнав магистарски студии таму. И е супер. Значи воопшто од IT сферата само кажано, значи многу е почитувана како професија, како струка тамо, има тон стартапи. Значи доколку сакаш да започнеш твој бизнис, многу ти помагаат од инкубатори до страна до самата влада ти помага да визи специјални имаш само да дојдеш да го основаш својот бизнис тамо во Холандија. И посебно за IT луѓето ние има дефицит.
Значи им фалат IT луѓе. Стварно? Им фалат, значи толку има многу нови бизниси со IT што нема доволно IT луѓе. Ние имаме вишок овде, Ние може имаме да вишок. извезиме, не е проблем. Точно, ете бизнис извезува ги луѓето. Али стварно, мислам многу супер. Мислам се израдов, успеав да платам со мобилен тамо во последно време. Значи веќе немам картичка јас. Јас го користам мојот мобилен, на терминалот го допирам и јас плаќам. И тоа за мене беше нешто супер, нешто ново. Луѓе имаат овде што немаат научено со картички да плаќаат, па сега допрва со мобилни треба да ги учиме Горијан. Рипни го тој дел со картичка одма на мобилен. Па добро, веројатно и полесен ќе биде. Јас на пример така ми се случува овде кај нас во конкретни маркети на пример кои што со комбинација од фирми од едно од друго па ти даваат можност да платиш со мобилен. Ама така морам да признам дека на почеток малку со неверување бев. Чекај, викам сега да платам и вака го ставаат тоа на некој систем, плаќа и вака отварам одма да проверам сметка, нешто друго е. Ама добро е. Во суштина не, работите се променија. Јас на пример банкарски сметки веќе не проверувам ни на интернет, ни нигде, туку отварам апликацијата од банката, трап. Многу полесна ми е работата. На луѓето им се движи животот многу брзо. Да. Значи, немаат они време веќе и на компјутер да седне некој. Нема. Значи, во движење сме лево, десно, од состанок на работа, на кафе и мобилниот е при тебе. Да. Така да целата твоја работа е тука. Да. Мислам дека тука таблетите многу не успеа да се пробијат. Телефоните сепак ги или тие фаблетите кои што се некоја комбинација на мајка ми има фаблет, инаку не, значи тоа е страшно дека не е станата од тој фаблетот или како и да се вика. Добро, Горијан, некаде на крајот на емисијата стигнавме. Имаш ли некаква идеја, бидејќи сигурен сум дека размислуваш за некаква нова апликација, нешто, нема да те прашувам да ми ја раскажеш идејата, бидејќи некој може да ти ја украде, него дали веќе размислуваш нешто ново кое што би се надевал или сакаш да биде исто општествено корисно и добро како мој воздух? Секако, види, значи темата што начинав сега ми беше прилично интересна зашто гледаш така има корист. Има корист, општествено добро прави нешто. Значи јас сум рекол во мојата работа да јас ќе направам нешто, ама не ми е идејата јас да направам некој си стандарден производ кој што го има во запад, копи пейст сум направил и ете ајде ќе правиме пари. Оке, не е проблем, може. Затоа не е проблем, Кина има еден тон идеи, може да ги украдете од таму. Онака музика крадевме долго време од Јапонија. Добро? Али друго е кога направиш нешто кое што знаеш дека има корист. Значи сега да не звучам Мис Юниверс или некои такви работи, али убаво е. Так. Али навистина е убаво кога ќе направиш нешто кое што знаеш дека помага на твоите сограѓани. Дали многу повеќе си ја засака работата после мој воздух, професијата? Секако. Значи јас имав пасија кон неа и од почетокот. Јасно, затоа и тоа си завршил, но така, но кога добиеш некој признание, кога видиш дека луѓето навистина го поштуваат тоа што си го правил, многу повеќе или значи кога ќе добиеш овации на протест, на пример, кога те најавуваат вака и цела публика се вознемири кога слушна за кого станува збор. Горијан, многу ти благодарам, ти посакувам многу голем успех. Фала ти многу. Во што и да си наумил да работиш, продолжи тоа да го правиш со општествена корист и општествено добро. Фала ти многу, Огнен. И со успех на студиите во Холандија. Секако. Почитувани гледачи, Горијан Јовановски, создавачот на апликацијата Мој воздух, која што не морам да ви резимирам сега, цела емисија за тоа зборуваме, значи направи кратко револуција во македонското граѓанство по однос на загаденоста на воздухот. Вам ви благодарам за вниманието, ви ја честитам од ова студио и од оваа емисија од За животот новата година. Ви посакувам многу здравие, среќа, љубов и финанси во 2016-тата. Уживајте со она што ние сме го издвоиле за вас како емисии за празничниот период. Во живо во оваа емисија се гледаме повторно на 11 јануари. До тогаш останете со 24 вести. Јас и вие се гледаме во друга емисија за час и половина. Пријатно. Здраво, јас сум Горијан, а јас сум Димитар. И ние сме тимот кој што стои зад Мој воздух. Автомобилите, фабриките и неправилното согорување на дрвата во домаќинствата се главни причинители за загаденоста на животната средина. Сите сме свесни за овој факт, но дали навистина знаеме што дишаме? Мој воздух е апликација која цели да ги информира граѓаните за загаденоста на воздухот во нивната околина, и тоа од 6 различни типови на загадувачи. Покрај објаснувањето што се тие, кој ги предизвикува и која последен пат бил чист воздухот, Мој воздух прикажува и чекори кои што може да се преземат со цел за да се намали загаденоста на она што секојдневно го дишаме. Иако започна како личен проект, после само 2 месеци од неговото објавување, Мој воздух имаше над 10.000 корисници. Тој ја подигна општествената свест, посебно во најзагадените рони, како Скопје и Тетово.
Нашите планови за понатамошен развој на мој воздух се големи. Со помош на грантови од организации како UNDP, планираме да дадеме нови функционалности во апликацијата и да набавиме рачни сензори со чија што помош ќе може да се мери загаденоста на воздухот онаму каде што стоиме. Подржете го мој воздух, бидејќи јас знам што дишам. А ти?